Ако сте на програмата на Телевизија Плюс, ќе го проследите најновото издание на Дневникот. Останете со нас да почнуваме по кратките најави. Крстен Мисирков прогласи првенци на генерација. Одбележан светскиот ден на крводарителството. Фудбалски турнир во Долно Којнаре. Најдобрите 9 оделенци при основното училиште Крстен Мисирков, но и најистакнатите наставници денеска добија награди и признанија на манифестацијата, која за прв пат ја организира ова училиште. Титулата првенец на генерацијата за учебната 2018-2019 година и припадна на ученичката Ева Марковска. Признанија доби и техничкиот персонал. Основното училиште Крстен Мисирков денеска на свечена манифестација за прв пат ги прогласи првенците на генерацијата, 9 оделенците во оваа учебна година. Дипломите и плакетите на најдобрите ученици им ги додели директорот на училиштето Александар Јовановиќ. Признанија добија и наставниците, техничкиот персонал, но и пријателите на ова училиште. Директорот на оваа образовна установа истакна дека е задоволен од постигнатите резултати, зашто зборуваат и добиените награди и признанија, но и бројните проекти на кои што работи училиштето. Учествувавме на многу надпревари, освоивме многу награди како на општински, зонски, меѓузонски, државни и дури настапивме и на меѓународни надпревари. Сето тоа не можевме да го реализираме додека немавме поддршката, несебичната поддршка на родителите, на приватните стопанственици, кои јас сум им благодарен и сакам и идната година да продолжиме да работиме заедно. Титулата првенец на генерација за учебната 2018-2019 година и припадна на ученичката Ева Марковска. Ова всушност е нова раскрсница во мојот живот и имам голема фала да кажам на моите професори, на директорот, на моите родители првенствено, но за мојот успех се крие моето учење и константно повторување. Планирам да ги следам патеката на мојот татко и мојата баба, односно на медицина да одам, па така да сега ќе започнам во гимназија на ПМБ. За музичката точка на оваа свеченост се погрижи хорот при училиштето предводен од наставничката по музичко образование Милена Митковска. Општинската организација на Црвениот крст од Куманово денеска го одбележа светскиот ден на крводарителството. На манифестацијата, освен што беа презентирани постигнатите резултати, беа доделени награди и признанија на повеќекратните дарители на крв. Хуманоста е таа што секогаш спасува. Хумани сме бидејќи некои луѓе сметаат на нашата помош. Хумани сме бидејќи чувството да спасиш човечки живот е непроценливо. Хуманоста е општествена вредност. Таа е дел од нашите принципи, таа е дел од нашата животна етика. Меѓу другото беше речено на денешното одбележување на светскиот ден на крводарителството од Општинската организација на Црвениот крст од Куманово. За околу 5% годинава споредбено со лани е зголемен бројот на крводарувањата во Куманово, посочува председателот на Општинската организација на Црвениот крст Нухи Јусуфи. На денешната манифестација традиционално беа доделени и награди, признанија и благодарници на повеќекратните дарители на крв. Денеска е како по обичај секоја година се собираме и ги сумираме резултатите, значи од минатата година, дали имаме напредок во крводарување, каде стоиме, што сме направиле. Значи, ако земеме од минатата година, ова година имаме напредок за неколку 5% повеќе имаме крводарувања. Значи, некаде околу 2900 крводарувања имавме минатата година, што е за поздравување, ако се земе обзир дека доста имаме миграција на населението од Македонија и од нашиот град и со ова бројка ние сме до некаде задоволни. Секој година, значи, наградуваме, значи, да не кажам сега шампионите во крводарување. Ова година, значи, имаме еден крводарител со 100 пати крводарувања. Значи, еден е ова година, имаме тројца со 50 крводарувања, со 25 имаме повеќе, имаме и со 10 и со 5, а со овие, значи, 150 имаме четворица. Тоа е многу убава и хумана работа. Да кажам дека на оваа армија крводарители, тие што се мислат треба да им се придружат. Зошто?
Зашто чина добро дело. За организмот е добро, значи да се лиши од малку од крв што го има во организмот, со тоа помага на другите на кои им е и преку потребна таа крв. Крв треба да се дарува заради хуманост, но и поради здравиот начин на живот, порачуваат повеќекратните дарители. Тоа е една убава, хумана работа, за здравието е корисно. Од колку годишна возраст почнавте да дарувате крв? Која беше мотивацијата? Мотивацијата е хуманоста прво. Почнав после армијата, кога бил во армија, после да почнав и сега редовно давам секои 3 месеци. Која би била вашата порака до помладата генерација? Па сите треба да дадат бар еднаш да види колку е добро, потоа секој дарувајќи дава. 120 пут. И до 65 години више неќе доктор не дава. Закон било такав. Тоа е проблем вика. Иначе не, ја сак би да, ако сум 70. До 65 години, тоа е многу хуманост, многу добро. Кажете ни на колку годишна возраст прв пат? Прв дадо у војско каде отидо у 19 години. И редовно даваше. У војско беше поредко на 3-4 месеца, 5, а војско чин на сваки 3 месеца. Од после војско на сваки 3 месеца. И која би била вашата порака до помладата генерација? За сви да учествуе, jer тоа е хуманост, тоа е многу добро. И за здравје и за народ. Зашто тоа е тоа е благодарност за цел народ, за сви да биде хумани. Зашто за стари луѓе, јас сум учествувал за сообраќајки за авионски и овој авион кад падна у Скопје сум носиле сум од Куманово да даду крв и овако е пуно. У Крушево исто имаш сообраќајка тешка, ја дадо директно од мене, директно иде на човека и ги спасимо. На 14 јуни традиционално ширум светот се одбележува Светскиот ден на крводарителството. Настаните кои се организираат имаат за цел да ја зголемат колективната и индивидуалната свест за неопходноста од безбедна крв и крвни продукти. На овој ден се настојува да се насочи вниманието кон луѓето крводарители кои својата хуманост ја изразуваат дарувајќи крв волонтерски. Овие луѓе се вистински модерни херои. Нивниот придонес останува клучна алатка во спасување животи на светско ниво. СВР Куманово поднесе кривична пријава против Л и 47 години од село Лојане, општина Липково, полициски службеник во полициската станица за граничен премин Табановце, поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело фалсификување исправа. Како што информираат од полицијата, на точно неутврден датум, пријавениот извршил фалсификување на диплома за завршено средно образование, издадено од Средно училиште 25 мај од Прешево, Република Србија. Потоа, на почетокот на 2003 година, ваквата диплома ја приложил во Министерството за одбрана при склучување на договор за вработување како професионален војник. Исто така, кон средината на 2005 година, ваквата диплома била употребена и при склучувањето на спогодба за преземање на работник во Министерството за внатрешни работи, со што пријавениот заснувал работен однос како полициски службеник. На 7 јули 2005 година, Основното јавно обвинителство Куманово поднело обвинителен акт против пријавениот поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело фалсификување исправа, а во врска со употребата на наведената лажна диплома при заснување на работен однос. По ова, на 19 мај 2007 година, Основниот суд Куманово донел пресуда со која го осудил пријавениот како виновен, за што не го известил Министерството за внатрешни работи. Во Занечискиот дом денеска се одржа информативна сесија за мали грантови за граѓански организации, која ја организира фондацијата Метаморфозис и Евротинг, Центар за европски стратегии, во рамки на проектот со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност Критинг, поддржан од Европската унија.
Фондацијата Метаморфозис и Евротинк Центар за европски стратегии денеска во Станајчискиот дом во Куманово организираа информативна сесија за мали грантови за граѓански организации во рамки на проектот со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност, Криктинг поддржан од Европската Унија. Конкурсот за мали грантови е втор од двата циклуса на програмата за мали грантови и е објавен на 31 мај, а ќе биде отворен до 15 јули годинава. Во рамките на вториот циклус е предвидено да се доделат 10 грантови со кои ќе се поддржат проекти од 8 плански региони во Македонија. Ќе бидат доделени поединечни грантови во износ помеѓу 6.000 и 7.000 евра. Основна цел на проектот е да се промовира медиумската писменост како основа за зачувување на правото на граѓаните да имаат различни мислења преку стимулирање на култура за критичко мислење, плурализам на мислења и демократски вредности. Во суштина на нашиот проект е дел од она што се создава на национално ниво, да може да се усвои и пренесе на локално ниво, но и преку проектите кои што се создаваат и се спроведуваат на локално ниво, да се соберат искуства за тоа што се навистина потребите на граѓаните и да видиме на кои се начини може да ги задоволиме. Проектот има и истражувачки дел, истражувачка компонента со кој што се собираат сите информации за потребите на граѓаните со цел заедно со институциите да се помогне во надградување на образовниот систем и за тоа имаме соработка и со Министерство за образование и со Биро за развојно образование и со Агенција за медиуми. Во претходниот циклус од Североисточниот регион добитник на грант беше организацијата Дромот Куманово во партнерство со Телевизија Плюс. Центарот за ромска заедница Дромот Куманово беше грантист во првиот циклус, значи добивме грант заедно во партнерство со ТВ Плюс, го спроведовме проектот Младинска медиумска писменост и можам да кажам дека соработката не беше навистина успешна, навистина некако се пронајдовме во оваа тематика. Проектот, значи, работевме со млади, средношколци, беа опфатени повеќе од 200 млади кои беа присутни на нашите работилници. 40 од нив посетија и обука за медиумска писменост, ја завршија и потоа изработија едукативни, заедно со нас, нели, со телевизијата, изработија едукативни видеа за медиумска писменост. Од Метаморфозис истакнаа дека изминатиот циклус биле реализирани бројни активности, обуки за средношколци, граѓански организации, работа со новинари и запознавање на децата со функционирање на медиумите. Зошто 9 оделенците да се запишат во гимназијата Гоце Делчев, колку образовни подрачја нуди гимназиското образование, пошто гимназијата се разликува од останатите средни училишта во Куманово, ќе слушнете од Лидија Костиќ, психолог во гимназијата, и Александра Арсовска, професор по математика, кои што утре вечер гостуваат во емисијата Став. Да, гимназијата Гоце Делчев е гимназија, значи единствена на македонски наставен јазик во град Куманово. Некаде 74 години како постои една од постарите училишта на ниво на градот сигурно и во рамки на републиката едно доста престижно училиште, барем последниве години анализите, значи на матурскиот испит и целокупниот оној општ успех што го покажува училиштето, покажува дека сме во првите 5 гимназии, значи на ниво на Република Македонија и сметам дека тоа е еден голем рейтинг за нашето училиште, а сигурно низ разговорот ќе кажем и јас и колешка Александра со што можеме да се пофалиме, значи со резултатите на нашите ученици, на нашите колеги исто така, во проектите во кои што се вклучени. Ова е еден колектив кој што е прилично голем, 42 паралелки со 1050 ученика оваа година треба да завршат. Еве само денеска моментално полагат математика, учениците матуранти, некаде 280 матуранти полагаат овие денови матурски испит, што покажува навистина голем интерес. Значи тоа се 280 млади луѓе кои треба да заминат понатаму на високо образование и тоа сигурно из разговорот ќе го искажеме јас и колешката, што нуди, значи зошто баш гимназија да биде школото за идните наши полуматуранти. Еден колектив, рекол, со 87 наставника, со комплетна екипа од психолог, педагог, помошници на директорот, значи кои што и како се грижиме постојано да бидеме покрај учениците, родителите, нормално и наставничкиот кадар. Едно училиште кое има долга традиција,
почнувајќи од многу видни луѓе во на град Куманово што го носат нели општеството, па и пошироко надвор во републиката и надвор од државата. Тоа сигурно покосно ќе го кажеме низ проектите каде се не заменуваат нашите ученици. Православните христијани во петок и сабота ја празнуваат Задушница, а следниот ден Духовден. Празникот за Душница се одбележува во чест на душите на мртвите. На овој ден се посетуваат гробиштата, каде што со молитва, пченица и лепче осветено со црвено вино се изразува помен за починатите. На Задушница верните даваат милостина на сиромашните во име на покојните и се молат за покој на нивните души. Во црквите се служи парастос, на кој свештеникот со вино прелива пченица, а после службата се оди на гробовите на блиските, каде се пали свеќа и се чита молитва. Духовден е празник кој се прославува во спомен на слегувањето на Светиот Дух, бидејќи овој голем настан се одиграл на 50-тиот ден по Воскресението Христово, празникот секогаш се слави на 50-тиот ден по Великден и секогаш се паѓа во недела. Инаку утрешниот ден, петок Духовден, е неработен ден за припадниците на православната вероисповед во Република Македонија. Како што информираат од Министерството за труд и социјална политика, согласно Законот за празниците на Република Македонија, 14 јуни е прогласен за неработен ден. Во Долно Којнаре денеска се одржа традиционалниот фудбалски турнир. Организаторот на турнирот и председателот на урбаната заедница Зоран Петрушевски за утре најавува фудбалски спектакл. Кои екипи ќе настапат и што се ќе може да проследат љубителите на фудбалот, ќе можете да слушнете во следната изјава. По повод 20 години одржување на турнирот во Долно Којнаре, ве покануваме утре на 14.6 во 19:30 часот да го проследиме заедно финалето на турнирот. Новина оваа година е тоа што турнирот имаше и меѓународно значење, имаше и учество од соседните држави. Денеска се полуфиналните надпревари помеѓу екипите на Ускана и Сук Импекс во 20:30 часот и втората полуфинална средба помеѓу Младост и Барселона. Дведецениската историја на турнирот со сигурност гарантира добра забава и секако екстра фудбал. Пред утрешното финале ќе настапат и децата од најмалата категорија. Учество ќе земаат пред финале средба и женскиот фудбалски клуб Речица. Со ова за прв пат на нашиот турнир ќе имаат и учество од женскиот фудбал. Голема благодарност до општина Куманово и градоначалник на Максим Димитриевски и сите останати спонзори што овозможуваат секоја година да има ваков турнир. Исто така сакам да ви се заблагодарам и до сите екипи кои зема учество, воедно и да се заблагодариме до сите љубители на фудбалот кои неуморно сите овие години не следат. Во име на организаторот на турнир и урбаната заедница Долно Којнаре ве покануваме утре масовно да го проследим овој фудбалски спектакл. Во недела на 16 јуни во кривопаланечкото село Петралица, во местноста вика на Кутлев крст, ќе се одржи народен собир по повод празникот Света Троица или меѓународот познат како Духовден. И годинава се очекува масовна посетеност на манастирот, изграден во 2015 година. Во продолжение вестите од Македонија. Премиерот Зоран Заев предпладнево во Берлин имаше 40-минутна средба со германската канцеларка Ангела Меркел, на која според најавите една од клучните теми требаше да биде датумот за старт на преговорите со Европската Унија. По состанокот немаше изјави за медиумите. За сега нема официјални информации кои се пораките од Меркел за очекувањата на владата во Скопје за одредување датум за почеток на преговорите со ЕУ на предстојниот самит на лидерите на земјите членки на Унијата на 20 и 21 јуни
јуни во Брисел. Пред денешната средба со Меркел, премиерот Заев синоќа од средбата со германските стопанственици во Берлин порача дека одлагањето на почетокот на преговорите со Европската Унија за земјава ќе има негативни последици, ќе ја доведе во прашање стабилноста на владеачката коалиција, но и ќе го дополни со гориво ултранационализмот. Заев синоќа кажа дека владата очекува отворање на пристапните преговори со Европската Унија овој јуни, како што е запишано во заклучоците од Советот на Европската Унија од минатата година. Естонија го ратификуваше протоколот за членство на Северна Македонија во НАТО. Естонскиот парламент едногласно без ниеден глас против вчера даде зелено светло за приклучувањето на земјава во Северноатланската алијанса. Естонија е 17-тата земја што го ратификуваше протоколот, откако тоа минатата недела го стори и германскиот Бундестаг. Министерството за внатрешни работи изготвува законски измени со цел да се воведе електронски систем во надзор на безбедноста на сообраќајот со поставување безбедносни камери, кои ќе може да препознаат одредени прекршоци и директно да изрекуваат казни за сторителите, со што ќе се намали евентуалното влијание на човечкиот фактор и ќе се скрати времето на изрекувањето на казните. Ова го изјави денеска министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој учествуваше на тркалезната маса за проектот Безбедно дома, а давајќи коментар на состојбата со сообраќајните несреќи пред се вчерашната на булеварот Борис Трајковски, во кој загинаа 21 годишно момче и 48 годишен маж. Спасовски не прецизираше кога би се случиле законските измени кои би овозможиле поставување безбедносни камери за сообраќајните прекршоци, но напомена дека во земјава е потребно подигнување на јавната свест и зголемување на сообраќајната култура. Времето денеска во Куманово беше сончево, а дуваше северозападен ветер. Максималната температура се искачи до 32 степени, а минималната беше 17. За утре метеоролозите најавуваат сончево време, а ќе дува северозападен ветер. Дневната температура ќе достигне до 32 степени, а утринската ќе биде до 16. Во продолжение проследете ги информациите од Државната лотарија на Македонија, а нашето следно информативно издание следете го во сабота. Довидување.